Најавата за нова инвестиција нема да му помогне на штипското стопанство, туку ќе му донесе големи проблеми, сметаат од текстилниот кластер. Она што ќе биде проблем во штипските компании е недостатокот на работната сила. Но секогаш станува збор за флуктуација на работната сила, а не за нови вработувања. Новите вработувања паѓаат на теретот на домашните компании, затоа што обучените работници по правило се селат во странските компании. Освен во делот на кусок на работници ќе се створи и нелојална конкуренција, зашто германците кои ќе градат во ТИР зоната ќе работат под повластени услови. Во слободна индустријска зона да се ослободени од плаќање за надоместници за дозвола за градба, за употреба на објекта. Од друга страна, некои наши компании 3 до 4 години не може да извадат дозвола да почнат градба и тоа со сопствени средства, каде што нема никакви привилегии, значи самите мора да доведат струја, да доведат пристапни патишта, канализација и така натаму, додека во индустријски зони тие компании добиваат бесплатен приклучок на газ, струја, канализација и така натаму. Поради ова од текстилниот кластер денес беа наитен состанок во Штип во намера со овдешните стопанственици да ги дефинираат барањата до владата за заштита на домашното стопанство. Првенствено за нив во овој момент е клучно да ја спречат флуктуацијата на работници. Кадарот кој што ќе биде земен од Заводот за вработување, односно од Агенцијата за вработување, и да биде дополнително обучен за користење во делот на вработување во новите инвестиции, посебно ќе повторам кога се работи за нови технологии како што е сега постоечката. Инаку договорот за изградба на новата фабрика во Штип меѓу македонската влада и германската компанија Technical Textile е договорена вчера. Најавите се дека германците во Штип ќе инвестираат 12 милиони евра во изградба на нова фабрика, а ќе вработат 500 до 600 работници. Познавачи на приликите зборуваат дека тоа нема да значи изголемување на бруто домашниот производ на македонското стопанство. Единствените ефекти кои што ќе се почувствуваат е можеби зголемување на стапката на извоз, меѓутоа и голем удар врз домашното стопанство. Инаку според домашните стопанственици на македонското стопанство му требаат инвестиции од типот на Weibo Group која ќе отвори погон за репроматеријали, а чии придобивки ќе ги почувствува и домашното производство.